Он мислам дека уште еднаш употреби лага и измама. Рече дел од коалиционите партнери ќе одат како независни. Јас тврдам дека овдека се работи за измама или креирање на привид, односно подготвување на јавноста дека ако има помалце гласови, тоа би било ради тоа што нивните иделе сами, поместо да бидат на едно купче гласовите на 2-3 места. Ми се чини дека прв пат, иако не би требало да биде сериозна заканата за нив, бидејќи имат организирана структура и подземја на располагање, има доста независни кандидатски листи и така натаму, и се ми се чини дека дел од тие кандидатски листи ќе имат и одреден успех. И ќе направат едно шаренило што е добро за демократијата, но и ќе бидат една индикација. Прво мислам дека се направи добар чекор што се овозможи да се кандидираат слободно и демократски, повеќе кандидати се појават. Добро е што се јавија луѓе кои што се заинтересирани. Таа тенденција е добра за демократското милје. Ако Мицковски одржи барем едно ветување дека ќе направи една изборна единица и со овој замаец кандидирање, ја лично мислам дека може да се створи едно критичко, независно, слободно, граѓанско, непартиско политичко ангажирање. Значи, Така. тоа мислам дека може да биде патот надвор од овој кал, од ова темница во која што се наоѓаме, и затоа аплаудирам на многу луѓе и на многу листи што се пријавија и искрено се надевам дека нешто ќе постигнат.